Председателя, почитуван представник на власта, почитувани колеги, почитувана македонска јавност и медиуми. Денес го разгледуваме Предлог на Законот за гаранција на Република Македонија на обврските по договорот за заем за финансирање на проектот на ЕСМ за транзиција кон соларни фотоволтаици, кој треба да се склучи помеѓу Европската банка за обнова и развој и Акционерско друштво за производство на електрична енергија Електрани на Македонија во државна собственост. Според законот, целта на проектот е да и се помогне на земјата во постигнување на европските норми за емисии на стакленички гасови и еколошките цели за заложби на Република Македонија. Се вели дека истиот ќе има позитивен ефект врз животната средина, бидејќи со пуштање во употреба на фотонапонските електрани Осломеј 2 со моќност од 10 мегавати и фотонапонската електрана Битола со моќност од 20 мегавати, ќе се намали производството на електрична енергија од термоцентралите со тоа што нема да има штетно влијание врз животната средина. Воедно имплементацијата на овој проект ќе придонесе за намалување на трошоците на АД ЕСМ Скопје за ископ на јаглен, како и помали трошоци на друштвото во однос на даноци за испуштање на стакленички гасови од термоелектраните. Сето ова е убаво кажано во законот, но на граѓаните добро им е познато дека вие како власт уште еднаш се трудите да го задолжите македонскиот народ во повторен кредит, кој верувам дека веќе наменски или е распределен помеѓу вас, или веќе добро знаете каде и зашто ќе го применувате заемот. Односно, да закрпите уште една дупка, отварате нова, многу поголема. Граѓаните знаат кон што се ги носат овие ваши нови позајмици. Кон ваше полнење на джебовите, нивно новно задолжување и осиромашување. Овој закон ни повеќе ни помалку предвидува ЕСМ со државна гаранција да земе заем од 20 милиони евра од ЕБОР и грант од 5 милиони евра за инсталација на следниве фотоволтаици со капацитети 10 мегавати во фотонапонска електрана Осломеј, како што реков, и 20 мегавати во фотонапонска електрана Битола. Комисијата ги поздравува направените чекори кон изградба на фотоволтаици, изголемено воведување на соларната енергија во Македонија, но во исто време смета дека овие чекори се задоцнети и дека потребно е да се направи многу повеќе од вкупно 30 мегавати наспроти инсталираната моментална моќност на РЕК Битола и РЕК Осломеј од преку 700 мегавати. Таа смета дека ова не може да се нарекува проект за транзиција, туку прв чекор на транзиција. Овој проект нема да придонесе за нови вработувања, туку поради степенот на автоматизираност на процесите, дел од моментално вработени во РЕК Битола и РЕК Осломеј во скоро време ќе треба да бидат отпуштени. Комисијата исто така смета дека вакви проекти и закони за заеми не треба да се носат по итна постапка, туку потребна е истрајна дебата. Всушност е загрижена дали и како ЕСМ ќе ги сервисира овој заем во иднина, ако се има во предвид нивната лоша финансиска состојба. Почитувани господо од власт, во време на економска криза, каде касниме и сме многу поназад во развој од многу балкански земји, а да не споредувам со европски земји, во овие моменти, кога вие сте на власт и кога корупцијата и непотизмот расте, кога државата е најдобар пример за двојни аршини во судството и во полицијата, во цветање на вашите бизниси, на секое поле вие себично се ставате себе на прво место. Очигледно дека менаџирањето ви е сосема спротивно сватено и ваквата во наводници демократија нема ни во несиромашните и најслабо развиените земји. Народот го доведовте на маргините за екзистенција. Сте се запрашали ли како преживува македонскиот народ, како име на земјоделците, кои покрај скапите семенски материјали и ѓубрива ги погодуваат и природните непогоди, со што им се уништува целиот нивен труд. Како тие ќе преживеат оваа година, за која и самите вие велите дека ќе биде тешка?
Сте се запрашале како им е на оние кои работат за минимална плата, која ја донесовте повторно на основица на задолжување. Таа плата ја подјадува инфлацијата со секојдневното покачување на цените на основните производи. Ова му доаѓа дека ситиот не му верува на гладниот. Сите финансиски обврски кои произлегуваат од договорот за заем, како и неговото сервисирање, ќе ги намирува ЕСАМ од приходите кои ги остварува. Но како ќе ги подмирува кога знаеме дека АДА ЕЛЕМ, односно ЕСАМ и АДА МЕПСО, одлични и стабилни компании, во петгодишното ваше владење стана најголеми загубари со многу долгови. Ваков срам за македонската енергетика немало од нејзиното осамостојување па се до денес. За 1,5 година цената на електричната енергија ја покачивте за над 32%, а од 1 јули 2022 година се очекува ново поскапување на електричната енергија за нови 10%. Се очекуваат нови поскапувања и на основните прехранбени производи. Маслото за 7 денари, лебот за дополнителни 9 денари, млекото е веќе повторно покачено и се друго. Заборавивте дека со ветувањето за воведување на ефтина тарифа дојдовте на власт. И што направивте? Ја укинавте. Граѓаните не забораваат дека ова што ни се случува е поради криминалното владење и несовесното работење на луѓето кои ни ја водат државата. Граѓаните не забораваат дека се набавуваше струја од увоз кој беше 4 пати поскапа од домашното производство. Граѓаните не забораваат за постојаното покачување на истата, неизвестноста која ја има за парно грење во последните зимски месеци. Не забораваат затоа што стравот, неизвестноста и сиромаштијата станаа секојдневие во нивниот живот. Но жално е тоа што капитулацијата на власта пред енергетската криза и ударот повторно ќе бидат врз грбот на граѓаните. Благодарам. Реплика претедничката Марија Костадинова, повеле.